Почитуван председател професор доктор Христијан Мицковски, почитувани медиуми, почитувани присутни, почитувани граѓани на општина Зрновци. Поминаа 100 дена, откако благодарение на граѓаните на општина Зрновци продолжува по патот на просперитет и успех. Како градоначалник на општина Зрновци, подеднакво посветен за доброто на сите граѓани на општина Зрновци, решавање на тековни проблеми во надлежност на локалната самоуправа, креирање и реализирање на нови проекти ми представува особена чест и уште поголема одговорност за оправдување на довербата која што ни ја дадоа граѓаните, на нас и на политиките на нашата државотворна партија ВМРО-ДПМН. За идејата да стане реалност, за граѓаните на општина Зрновци ветивме и во првите 100 дена исполнивме. Веднаш започнавме и денес се во завршна фаза изготвување на проектна документација за изградба на промена на дел од главниот цевковод за водоснабдување од фабриката за вода во должина од 200 метри во село Зрновци, каптажа за водоснабдување во село Мородис, филтер станица за фекална канализација во село Видовиште, зафат на Морошка река за наводнување на земјоделски површини, изградба на дополнителен резервоар на водоводна мрежа за водоснабдување на домаќинствата во Зрновци, изградба на детски парк, изградба на подпорен зид за проширување на улица, изградба на пешачка патека од влезот на општината до општинската зграда, ревидирање на проект промена на секундарна водоводна мрежа во Зрновци. Сите овие проекти се обврзуваме да ги започнеме веќе во 2022 година. Покрај горе наведените порачни проектни документации, во буџетот за 2022 година предвидовме и 400.000 денари за изготвување на проектна техничка документација за капитален проект. Го намаливме за 20% цените на комуналната услуга изнесување на смет и отпад. Реорганизирање и модернизирање на комуналното јавно предпријатие Водна кула за навремено и подинамично извршување на дејностите, набавена униформа и материјално-технички средства за вработените. Интензивирање на работните активности на градежно санацијските работи на мост Капетан Синиша Стоилов во централното јадро на општина Зрновци. Уредување на училишниот двор на училиштето Синиша Стоилов во Зрновци со бекатон плочки. Донесени одлуки и правилници од страна на локалната самоуправа и советот на општината за користење на спортската сала за сите корисници на спортот. Санација и поправка на дефекти делови во секундарната и приклучна водоводна мрежа во село Мородис, по што ќе следи нејзино зонирање заради регулирање на притисокот во двојста и минимизирање на потенцијални дефекти. Ветивме модерно и современо образование и образовен процес за учениците и наставниот кадар и остваривме набавено и реализирано 10 смарт табли со препознавање на ракописи и геометриски фигури, 10 LCD проектори, 27 таблети и 7 дополнителни во набавка, инвертер клими во сите училници и канцеларии, комплетно реновирање на сите санитарни јазли. Учениците и наставниот кадар во општина Зрновци заслужуваат унапредување на воспитно-образовниот процес и обезбедување на квалитетна настава. Преземавме низа активности за значително подобрување на квалитетот на водата за пиење, отклонети дефекти на испусни вентили, прочистување на 4 километарски доводен тунел до Водна кула и прочистување на таложникот во истата, промена на опализиран туф во самоперачките филтри за физичко прочистување на третираната вода, технички промени за правилно дозирање и третирање на хлород во системот, чистење на сите резервари за водоснабдување. Расчистување на постоечка и уредување на постоечка локална депонија во Зрновци која зафаќаше површина од 15 декари земјиште, пошто ќе следи нејзина дислокација согласно надлежните институции и министерства. Уредување на просторот покрај кеот на Морошка река во село Мородис и расчистување на диви депонии во истото. Уредување на централното јадро во Видовиште и расчистување на земјишни патишта во село Видовиште. Организирање на подготвеноста на институциите за успешно справување во зимниот период. Формиравме младински совет на општина Зрновци. Учеството на младите во процесот на креирање на младински политики и донесување на одлуки кои се однесуваат на нив не представува стратешка цел.
Наша должност е да овозможиме унапредување на положбата на младите во општеството со нивно активно учество. Започнавме постапка за формирање на локален економски совет. Извршена санација и регулација на делови од речни корита на Зрновка и Морошка река по поројните обилни зимски врнежи и предизвиканите поплави на големи површини земјоделско обработливо земјиште. Започнато расчистување и уредување на површината за изградба на нов детски парк со реквизити за игра на најмалите, рекреација за возрастните. Организиравме низа културни манифестации по повод Ден на општина Митрове, општина Зрновци, новогодишен концерт, културно-уметничка програма по повод благословување на Бандиковиот оган. Обезбедивме бесплатна сала за тренинг на членовите на джудо клубот. Обезбедивме бесплатна просторија за функционирање на фолклорни и игрорни групи. За прв пат предвидовме еднократна финансиска помош за секој новороденче во општина Зрновци за 2022 година во вредност од 5000 денари. Доделени 15 стипендии за учебна 2021-2022 година за студенти, ученици во основно и средно образование на самохрани родители и невработени родители. Активно земавме учество во проектот Нега и грижа на стари лица во домот. Организиравме еколошка акција за расчистување и заштита на животната средина во потрачето на викенд на селбата Брана, Девичен вир. Локалната самоуправа на општина Зрновци во рамките на своите законски должности ги преземе сите чекори за справување и заштита на животната средина. Започнавме прва фаза со уредување, кастрење и расчистување на помошните земјини канали за наводнување, пошто во соработка со надлежна институција ќе следи машинско уредување и санирање на истите пред започнување на новата водоводна сезона. Целта ни е ефективно наводнување на земјоделските површини со доволно количество и динамика на вода во целиот атар на општина Зрновци, со што значително би се олеснило вршењето на земјоделските активности. Целосна реализација на започнатиот проект реновирање, санација и подобрување на енергетска ефикасност на Домот на културата во село Мородвис. Започнавме со реновирање на некогашната сала за венчавки, просторија на приземјена зграда на локална самоуправа од 50 квадрати. Донесовме мудри одлуки, преземавме храбри чекори заедно со Советот и со стручната вработена служба во општина Зрновци. После 14 години сметката на општина Зрновци е деблокирана. Изминатиот период постигнавме вонсудски договори со дел од доверителите, исплативме средства по основ на долгови, се обврзевме на динамичен план за исплата на останатите побарувања со цел да заштитиме значителни финансиски средства од буџетот на општина Зрновци во висина од 1,5 милиони денари. Продолжуваме посветено и одговорно за економско јакнење на општина Зрновци за доброто на сите граѓани на општина Зрновци. Ви благодарам.